Како си помина Барак Обама во Ирска? Со својот зверски Обама мобил тргна да ги следи корените. Попат застана на пиво. Имаше и понекој проблем. Одиме поред. Американскиот претседател Обама допатува во Ирска, меѓу другото трагајки по своите ирски корени. Невидена Обама манија во малото место Монигал, каде бил роден негов далечен предок од мајчина страна пред да емигрира во САД. Со американски знаменца, бројни постери, статуи и маички со ликот на Обама, Монигал, кој брои едва и 300 жители, се покажа како одличен домакин. За време на посетата на Обама и Мишел, местото повеќе наликуваше на седиште на Американската демократска партија отколку на ирско село. Местото се наоѓа на 230 километри од Даблин, инаку нема банкомат и бензинска станица, но затоа има два паба. Во едниот од нив Обама намина на кригла црно Гинис пиво. За возврат на живоста која ја донесе во нивниот секојдневен живот, ирците од Монигал платија по дури 1000 евра за на еден час да го видат и слушнат во живо. Во првите редови беше и 26 годишниот Хенри Хили, далечен роднина на претседателот. Инаку што се однесува до дочекот на американскиот претседател, малото место не разочара. Тоа не само што го запозна Обама, туку стана и центарот кон кој светските медиуми го насочија вниманието. Една британска фирма му подари на селото 3500 литри боја за да се бојадисаат во бело сите куќи кои потоа беа украсени. На една фабрика за теписи од Белфаст пак специјално и беше нарачано да го изработи црвениот килим по кој зачекори високиот гостин. Една недела пред неговото пристигнување, специјалците на американската тајна служба ја прегледаа секоја куќа посебно. Не може да не го споменеме и возилото со кое Обама пристигна во Ирска. Се возеше во истиот автомобил како и на инаугурацијата. Неговиот Обама мобил, познат под прекарот Звер. Не дозволувајте да ве залаже пријатната внатрешност која на Обама му овозможува да ги слуша омилените песни од Стиви Вондер и Боб Дилан. Ова е најмокниот автомобил во светот. Во американскиот Кадилак број 1 кој наликува на тенк, вграден е најсовршениот безбедносен систем. Опремен е со непробојно блиндирано стакло отпорно на куршуми, оклоп издржлив на ракетен напад, херметички затворен за да издржи напад со хемиско оружје. Но сепак и најсовршеното возило се соочи со едноставен проблем. Во моментот кога ирците земаа воздух за да почнат да врескаат USA, се случи ова. Погледнете што го сопра Обама мобилот кога претседателот излегуваше од американската амбасада во Даблин. Без грижа, претседателот и првата дама веднаш беа префрлени во друг автомобил.